Нестабилна воздушна маса и пороен дожд во делови од Македонија. Земјата беше зафатена од силно невреме, наместа проследено со силен ветер, грмежи и град. Во Скопје вечерва имаше интензивен пороен дожд, силен ветер и електрични празнења. Нестабилна облачност беше регистрирана и во југозападниот дел од државата, а зафатени беа и Охридско-Струшкиот и Дебарскиот регион. Невремето во Тетово оштети 3 возила, врз кои паднале дрва, цигли и метален плех. Нестабилно време со поројни врнежи и грмежи се очекуваат и во текот на ноќта, како и во текот на утрешниот ден. Локално имаме изразена нестабилна облачност со пороен дожд и силен ветер, кој на места достигнуваше брзина до околу 80 км на час, а повеќе силни електрични празнења имаше отколку што имаше врнежи. Зафатени беа повеќе западните и югозападните делови на земјава, но и централните, како и Скопското подрачје со интензивни грмежи и електрични празнења. Слаби врнежи од дожд се очекуваат и во текот на утрешниот ден, особено во предпладневните часови, а потоа ќе има стабилизирање на времето. Пороен дожд, силен ветер, електрични празнења попладнево и во Велешкиот регион, а во Прилеп градот зад себе остави уништени тутунски посеви. Штетите ќе се утврдуваат утре. Најмногу штети има во Долненска општина. Најмногу погоден е тутунот, до прво утре ќе се утврдува, али штетата е голема. Вечерва на магистралниот пат Скопје Долно Блаце, кај местото Вражи и Вир, сообраќајот се одвиваше по една сообраќајна лента поради одрони на камења на неколку места. Покрај Македонија невреме го зафати и регионот, дожд и град во Белград и повеќе градови во Србија. Силен ветер пропратен со дожд на неколку локации во главниот град на Босна и Херцеговина, Сараево, уриваше стебла и однесе покриви. Во Хрватска пак попладнево е објавен црвен метеоаларм со предупредување од опасност од поплави долж брегот на Јадранското море, откако веќе се поплавија Задар, островот Хвар, како и делови од Јадранската магистрала. Изминатите денови во центарот на светските медиуми е моќниот ураган Ирма, кој доцна синоќа ја опустоши Флорида. Зад себе остави 3,5 милиони жители без електрична енергија и одзеде 4 човечки животи. По барање на гувернерот на Флорида, американскиот председател Доналд Трамп прогласи состојба на природна катастрофа и одобри федерална помош за државата. Од Македонското министерство за надворешни работи велат дека нема повредени ниту загинати македонски државјани во подрачјата погодени од ураганот Ирма. Од македонската амбасада велат дека и понатака ќе останат во постојана комуникација со надлежните служби во САД.